И за возрастните, и за децата е важно да имат јаки тела, да имат јака мускулатура, правилно држење на телото, вежбање на рбетот, а сето тоа им го овозможува јогата. И ова утро ќе ви покажеме две вежби. Првата се нарекува планина. Дланките ги ставаме на подот, прстите назад ги свиваме и се подигнуваме нагоре. Ги исправаме нозете, го исправаме и грбот, колку што може со градниот кош влечеме надолу, за да се исправи грбот. Остануваме вака неколку секунди, па потоа се семнуваме долу на колена. Ова движење, ова положба ја повторуваме 3 пати. Доле кратко се одмараме, па високо се издигнуваме со крлицата, околу 5-6 секунди остануваме долу. Потоа се потпираме долу на колената. Вежбата не истегнува целата задна мускулатура. Горе се затегнуваат убаво нозете, грбот, рацете јакнат, зоната на рамењата јакне, но исто така има и зголемен прилив на крв во зоната на главата, во мозокот. Доволно се одмараме, седејќи во положба на дијамант, со прав грб и права глава. Значи, вежбата делува на ојакнување и стегнување на целата мускулатура на задниот дел на телото, но има и поволно дејство на мозокот, на органите во главата, бидејќи ги снабдува со повеќе крв. Сега ќе направиме следната вежба, која што се нарекува пола месечина. Се подигнуваме на колената и зачекоруваме со десната нога напред. За да бидеме постабилни, вежбаме со отворени очи. Се спуштаме пониско, за да се затегнат нозете и кога се чувствуваме стабилно, ги подигнуваме рацете кон горе, дланките горе да се допрат, остануваме со прав грб, главата право, телото е затегнато. Доволно остануваме во положбата неколку секунди и истото го правиме со другата нога. Внимателно назад, левата нога напред. Се спуштаме долу, прав грбот и кога сме стабилни, ги креваме рацете нагоре. Дланките споени горе, гледаме напред, тоа ќе ни помогне да бидеме постабилни, посигурни, не го стопираме дишењето. Доволно, рацете долу и се враќаме назад од она положба од која што тргнавме, седејќи долу во положба на дијамант, се одмараме и дишиме длабоко. Се надевам дека и овие вежби ви се допаднаа. Пријатен ден!